Цвеќе и сеќавање на споменикот на градителите во Мавровјанови. Вработените во хидроелектраните Маврово ја одбележаа 58-та година од трагедијата, во која при изградба на хидроенергетскиот систем во снежните лавини загинаа 52 работници, граничари и мештани. Денес се навршуваат 58 години од февруарската трагедија од 1956 година, кога во снежните лавини, што го зафатија Мавровскиот крај, животите ги загубија 52 градители на Мавровскиот хидроенергетски систем, од кои 38 градежни работници и 14 граничари во сите краишта на државата. Традиционално, секоја година, од името на вработените во системот, собрани сме и денес да им одадеме почит на загинатите, кои со својот безпрекорен ангажман допринесоа за изградба на еден од гигантите на државата, за изградба на Мавровскиот хидроенергетски систем. Киро Кипровски, доаенот на гостиварското новинарство, во својата богата кариера има напишано преку 300 текстови поврзани со Маврово и трагедијата од 1956-та. 1968 година постојано сум на Маврово и ги следев преварите, а воедно и со учесниците од непреживеани од лавините разговарав, а исто така разговарав и со овекемина учесници кои што претежно беа скијачи, кои што пристигнуваа во можни тешки услови за да ги спасат преживеаните од снежните лавини во Штировица, Срезимир, Римница. Во моето новинарство, кој што редовно ги следам овие настани веќе 46 години, можам да кажам дека и ден денеска, кога дојдоа работниците на хидроелектричните централи Маврово и мештани од мавровските села и со да почит манифестацијата Мавровски морел е таа која што на еден одреден начин се продолжува сеќавањето кон храбрите граничари, храбрите градители на овој сложен Мавровски хидроенергетски систем и кон мештаните. Најголемата природна несреќа се случила на 11 февруари во 1956-та. Таа ноќ снежна лавина се урнала врз куќите и бараките по долината на реката Радика, каде биле затрупани стотина луѓе. Во спомен на оние кои останаа под снегот, секоја година се одржува и меѓународниот Мавровски меморијал во нордиско скијање.